Благодарам, колега Мисловски. Доволно ми беше тоа што премиерот Заев одбегна конкретно да одговори на прашањето дали знаел или можеби знае денес дека во овој случај Рекет 2, освен еден министер и директор на Фонд за здравство, своја улога имале и Бојан Јовановски и Бајруш Сејдију. Но и неодговарањето е одреден сигнал. И јас сум сигурен дека и тоа ќе си има свој придонес во самиот расплет на настаните. Господине Заев, никој во државата не верува дека ваквото систематско рекетирање на стопански субјекти можел да го направи еден човек кој што немал ниту трансакциона сметка, како Бојан Јовановски, а при тоа негов грб, спонзори и логистика да не му бидат високи луѓе во извршната власт. И вие можете колку сакате да говорите дека немате никакво влијание и дека не сте знаеле, но сепак мнозинството граѓани во оваа држава едно знае дека вакво рекетирање без поддршка директна од власта не може да се случи. Мнозинството граѓани во државата знае дека власта била директен спонзор и поддржувач и личен пријател со главните рекетари од овие случаи. Затоа, господине Заев, не само заради недобивањето на датумот, тоа е друга тема, иако е исто така многу битна, но токму заради ваквото потфрлување и правната и финансиска несигурност, во која што биле доведени голем број на познати, поголеми и помали стопански субјекти, рекетирани на различни места, а со поддршка на владини представници, вам на 12 април ќе ви донесе пораз на изборите. Затоа ви остануваат уште 60 дена, може би да сокриете некои од доказите или да избришете некои од документите, но вие дефинитивно ги имате вашите последни 2 месеци како премиер, а потоа, доколку она што го тврдите важи и за вас, ќе ве очекува периодот на одговорност. Благодарам, немам дополнително прашање.